Ова е тесно поврзано со темата која што би опфатил професорот Славевски, конкретно во однос на финансиската стабилност, да речам, на државата, бидејќи нели се е поврзано секој еден проект кој што треба да се реализира со финансиите и во каква кондиција е буџетот на државата. Со вас би сакал да поразговарам на неколку теми, ако ги имаме дискутирано неколку пати на вакви панел дискусии, на формални и неформални средби. Конкретно, не им успеа даночната политика, ветениот раст не го исполнија, не им успеа она што го говореа дека ќе го намалат јавниот долг, практично го зголемија, нема реализација на капитални инвестиции, практично се она кој што требаше да го направат оди во спротивна насока. Ќе може ли малку околу ова да и појасните на јавноста каде најмногу греши во овој дел владата? Поздрав до медиумите и до сите присутни тука. Значи, еден од катастрофалните потези на владата предводена од СДСМ и ДУИ, како што е познато, е авантурата од 2019 година со воведување на скалест или прогресивен данок. Тие тоа го направи од идеолошки причини, затоа што не може да се помират од успешниот проект кој што владата предводена од ВМРО ДПМН го започна уште од далечната 2007 година и беше оценет и од домашната јавност, од бизнисмените, од меѓународните финансиски институции како еден од најуспешните проекти кој што придонесе да се зајакнат финансиите во Република Македонија во тој период и полесно да ја пребродиме заедно со другите мерки и финансиската и економската криза, големата рецесија од 2007-2009 година. Видете, нема ништо лошо во спроведување на проекти и програми, ако тие се согласно со вашите идеолошки определби, ако се тргнува од најчестни намери. Намерите на СДСМ не беа честни во смисла на тоа што нивните најистурени представници, уште кога беа во опозиција, критикуваа дека наводно со воведување на рамниот данок, кој што ние го воведовме, се зголемила нееднаквоста во Република Македонија. Иако знаеа, внимајте, се работеше за образовани економисти, статистичари и така натаму, дека напротив, според податоци на Светска банка, објавени во нивни публикации, јас можам да ви ги покажам страните, да ви укажам на страниците, на извештаите на Светска банка за Македонија, Западен Балкан, нееднаквоста во распределбата на доходот во Република Македонија, мерена според така наречениот Джини коефициент, се намали од 43% во 2007 година на 34% за 2015 година. Значи, сосема спротивен тек на настаните. Понатаму, тие укажуваат на фактот дека тоа се зголемила сиромаштијата, напротив, стапката на сиромаштија во истиот период, значи референтен 2007-2015 година, според Светска банка, е намалена за 5-6% поени. Значи, сосема погрешна поидовна основа. И не е чудно, односно не треба да чуди тоа што сепак се охрабрија кога видоа дека се соочи со катастрофални резултати, со губење на приходи од воведувањето на повисока стапка на данокот на личен доход за плати таму над 90.000 денари, одстапија што е редок случај во светската практика, имено во текот на само 9 месеци режим на оданочување така радикално да се промени. Но што е најинтересно, како што слушаме и деновиве, тие не се откажа од таа идеја, која што ја разработува повеќе години, со навестување дека повторно, после анализи кои што ги правате во веќе 5-6 година, ќе го воведувале данокот. Нивни, да речам, подржувачи деновиве препорача зголемување на даноците, но најверојатно владата се сепна дека такво нешто не проаѓа во моментов кај гласачите во Република Македонија и тоа го негира. Нашата политика, која што беше представена и во изборната програма од минатата година, обнова на Македонија, е дека остануваме на ниските даночни стапки, остануваме на таквиот тип на оданчување кој што е најадекватен за економијата во Република Македонија во сегашниот период. Да, но однос на даноците, зголемувањето кое што би можело сепак да се реализира, иако нели се повлекува малку во однос на тој стап, но јас не би рекол дека се целосно повлечени, сепак мислам дека опипува пулс и не би не чудело повторно да го вратат на дневен ред и тоа да биде
изгласано. Тоа не би го опфатило само граѓаните, нормално и компаниите ќе трпат штети во однос на тоа зголемување на даноци. Мене ме интересира конкретно ветениот раст од 5% на БДП кој што го ветува испадна многу помалку, можеби за некои 7 или 8 пати помалку. Така да околу ова малку да ја објасните на јавноста зошто се овие негативни индикации на Ево, сосема кратко и сосема едноставно, податоците ги имаме за 4 години, заклучно со минатата на 2020 година, која имаме негативна стапка на раст. Стапката на раст од ветените 5% prosječno годишно е само 0,7%. Ако пресметаме доколку се остварале такви стапки на раст, колку тоа ќе значило зголемување на бруто домашниот производ, што значи зголемување на животниот стандард на граѓаните Република Македонија, ако го пресметаме како загуба, тоа е значителна цифра. Причината е во тоа што владата предводена од СДСМ и ДУИ на чело со господинот Заев немаше јасен план, немаше да речем модерен пристап во тоа како да ја поддржи македонската економија од самиот старт. Нема да речем влез во современи развојни политики и од тука без одреден концепт кој што партиите го подготвуваат додека се во опозиција, сето е само губење во време, маркетинг, така што податоците се неумоливи, како што кажавте, ако се спореди ветената од 5% со остварената 0,7%, редот на големини од кои што е промашувањето изнесува 7 пати. Да, некаде 7, но и повеќе. Така. Во однос на овие нивни предизборни ветувања, се сеќавам тогаш господинот Тевдовски се уште беше во областа на финансиите и економијата кај ни во СДСМ, ветуваа намалување на јавниот долг и се сеќавам како денес пред 4-5, но може би повеќе години, велеа дека тогаш со нешто повеќе од 40% јавен долг, економијата на државата, но и државата ќе крахирала и практично ќе банкротирала. Денеска, после само 4 години владење на СДСМ и нели сите оние експерти од типот на Зоран Заев, економисти, експерти кои што се само прогласени експерти, како што самиот вели дека е економист, го довела стадиумот на задолженост на јавен долг нешто повеќе од 63%. Што може да се случи во наредниот период со оваа висока стапка на задолженост и колку е критична во моментот ситуацијата во Република Македонија? Видите, оправдувањето што сега се наоѓа за така рапидниот раст на јавниот долг, што не е досега случено во таков краток временски период во Република Македонија, не се случи ни за време на кризата од 2008-2009 година. Само да практично некаде над милиарда евра имаше задолжувања за многу краток период, а не знаеме каде заврши. Милиарда и 200. Значи, не сме забележали таков период од осамостојувањето за така краток временски период да се зголеми толку драстично јавниот долг. Сега, да бидеме коректни, делумно, нели тоа се должи на потребата да се интервенира со средства од буџетот за поддршка на некои компании за време на пандемијата и на доходите на одредени ранливи групи на население. Но и без пандемијата јавниот долг сигурно ќе растеше, затоа што ова се надврзува на претходното прашање околу растот. Концепцијата на развој на економијата на СДСМ се темели не на создавање на вредност, не на умножување на она што се вика на богатството, туку на распределба. Видите, тоа им е основниот фокус и распределбата, ако на неја се единствено се фокусирате, а не на производството, ќе ве доведе во ситуација да го распределувате сиромаштвото, односно да ја зголемувате сиромаштијата. Околу јавниот долг, црвената линија е премината. Ние сме сега како во една состојба на зашеметеност, нели, убаво ни е во моментов, ниски се каматните стапки на заложување и сервисирање на јавниот долг, но состојбата многу брзо ќе се промени. Ете, циклуси се тоа. Сме имале десетици циклуси вакви во минатото, кога
невнимателни земји во развој, од Латинска Америка, африканските земји, па и некогаш Југославија, во такви периоди на ниски каматни стапки драматично се задолжувале. Состојбата се менува на тој начин што во светската економија расте нивото на цените, растат каматни стапки, се зголемува товарот на сервисирање на јавниот долг и тогаш се соочувате со тешки последици. Можеби не она што е кај нас се нарекува класичен банкрот или неможност за отплата на долгот, но ќе мора да драматично намалувате издатоци во витални сфери од економијата и општеството, социјалната сфера, здравството, образованието, што е катастрофално пак за развојот на долг рок. Очигледно веќе почна со некои такви, да речам, непопуларни мерки со најавите за распродажба на дел од имотот на кој што е во собственост на Република Македонија, што е уште еден показател, но тоа подоцна со господин Трипуновски ќе го разговараме, што е уште една индикација дека навистина сме во алармантна ситуација. Професоре, накусо само, дали очекувате наредниот период некоја економска криза која што можеби би ја почувствувале граѓаните на свој грб, бидејќи нели како што рековме, граѓаните живеат во сиромаштија и тоа е еден резултат на лошо менаџирање на финансиската и монетарната политика, од друга страна се збогатуваат луѓето кои што се во власта. Дали очекувате финансиска криза и накратко во однос на ниската реализација на капитални инвестиции? Добре, второво, и покрај најавите, нели, бомбастични сега за, не знам таму колку, 3,8 милиарди јавни инвестиции, другите приватни, да дојдеме до онаа цифра од над 8 милиарди, која што ја лансираше господинот Заев, владата, предводена од СДСМ и ДУИ, во изминатите 4 години не направи ништо за подготовка за реализација на капитални инвестиции. Ете, методологијата е позната, треба капацитетите на сите буџетски корисници да се зајакнат, тоа е пропуштено и оттаму овој катастрофална состојба од реализацијата на капиталните инвестиции, апсорбциската моќ на економијата и доколку, да речем, продолжи ова влада во иднина во наредните година-две, не можеме да очекуваме некое значително поместување во реализација на капиталните инвестиции. Во смисла на оно што го кажавте за економска, финанска криза, мислам дека во наредниве неколку години, за среќа има институции кои што се надвор од владата, како што е, например, Централната банка, нашата поврзаност со меѓународните финансиски институции, Европска инвестицијска банка и така натаму, можеме нели да ги менаџираме состојбите, да не се доведеме во она крајно драматична состојба. Ризици постојат, ризици за стандардот на граѓаните, нели кога владата се фали со раст на платите од наводно изминатата година, нели 5-6%, ако цените на основните животни намирници растат двојно повеќе од тоа во просек, значи стандардот опаѓа. Доколку не се успее, од што го спомнав на почетокот, со на паметна, агресивна политика за поддршка на извозните сектори во Македонија, да се најде оној замаец локомотивата која што ќе овозможи такви посекувани стапки на раст од 5%, стандардот на населението не само што ќе стагнира, туку може да ја опаѓа.